Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Завршуваат 5 месеци од како новата влада, новата структура на владата, новите министри се на своите функции. Токму затоа вечерва ќе посветиме внимание на тоа што беше затекнато, што е направено, што се очекува во периодот кој што следи, бидејќи сме некаде кон крајот на и оваа 2024 година, а веќе го имаме во собраниска седница и буџетот за 2025 година, меѓутоа имаме и некои прозивки за предвремени парламентарни избори, меѓутоа сите овие прашања вечерва во студиото има Марија Митева, портпарол на владата. Добро вечер, благодарам на поканата. Добра вечер уште еднаш. Оваа вечер, меѓутоа изминативе неколку дена, благодарение ќе речеме на временските услови, состојбата со воздухот е добра. Ако отвориме апликацијата за следење на тоа што покажуваат мерните станици, ќе видиме дека во Скопје и на поголем дел од територијата на Република Македонија е зелено, што значи дека е добра состојбата, меѓутоа сведоци сме и сите ние го очекуваме тој период кога започнува оние тешки денови на загаденост. Сега изминативе години слушавме, се зборуваше за проблемот за загаденоста, меѓутоа конкретни мерки, решенија не видовме, а свесни сме дека ова е еден од горливите проблеми, особено кога доаѓа време во зимскиот период, и она што е алармантно е дека истражувањата покажуваат дека речиси секоја четврта смрт во државата е како резултат на загадениот воздух. Премиерот Христијан Мицковски владата најави дека ќе се превземат одредени мерки, меѓу другото беше и најавено дека ќе се направи одредена стратешка инвестиција на гасна конгенеративна станица, односно централа. Меѓутоа, кој е планот? Ќе се најде ли конечно решение за овој проблем? Анастасија, јас за жал морам да се согласнам со твоите констатации дека изминативе години постојано можеби се зборуваше и се имаше еден аналитички пристап кон многу од проблемите со кои што се соочувавме, но за жал изостанува конкретни чекори, мерки, политики кои што во определен дел барем ќе ги променеа состојбите. Свесни сме дека состојбата со загадувањето не е состојба која што се појавила вчера и со која што ние денеска треба прв пат да се соочиме или веднаш да размислуваме како тоа да се реши. Тоа е состојба која што за жал поради неинвестирањето, поради негрижата изминативе многу години наназад, е дојдена до состојба каква што е дојдена и имаме стапки на смртност онакви какви што имаме. Факт е дека како влада имавме определени ставови во рамки на програмата која што ја понудивме пред граѓаните, истите се очекува од нас сега да се реализираат, но повторно ќе кажам, за истото тоа потребно е време, затоа што мерките и политиките не се решенија кои што се носат веднаш, особено за тема како што е загадувањето. Зборувавме дека потребни ни се итни мерки, она што можеме веднаш да го направиме, како повеќе инспекции на терен, да видиме кои се причинителите, кои се луѓето кои што придонесуваат да имаме зголемено загадување, да успееме да го санираме тоа, мораме како влада да постапуваме така. Треба да размислуваме во делот како среднорочни мерки да донесеме, кои се мерките и политиките кои што треба да ги спроведеме во тој дел. Еве како еден пример можам да кажам дека Македонски шуми размислуваат за проект во кој што ќе ограничат влажноста на огревните дрва, затоа што знаеме дека практично сувото дрво, грејењето на суво дрво е она кое што најмалку загадува, што за жал таква состојба не била до сега, ако ги земеме во предвидците случувања во Македонски шуми кои што ги имавме и како истата беше раководена и водена. За да дојдеме до долгорочни мерки и политики е она што говореше председателот Мицковски, дека размислуваме за инвестиција на градење на когенеративни централи кои што практично ќе произведуваат енергија и топла вода истовремено и кои што ќе го намалат загадувањето за дури 60%. Меѓутоа таа мерка е нешто кое што во моментов ние разговараме со потенцијални инвеститори и веднаш по изнаоѓање на еден таков инвеститор кој што ќе успееме тоа да го изградиме, ефектите ќе ги видиме за 3 до 4 години. Тоа се политики и мерки и проекти кои што изискуваат многу време, многу работа и посветеност, но мора да почнеме некогаш да ги правиме. Не можеме постојано да бараме само кратки или среднорочни мерки кои што ќе влијаат можеби на перцепцијата на граѓаните дека нешто работиме, а во суштина ние ќе продолжиме да не изнаоѓаме, би рекла, трајни решенија кои што ќе
навистина имаат влијание врз ова со што се соочувам. Така што да, посветени сме на проблемот, сите не загрижува, без разлика дали се занимаваме со политика или со било која друга состојба или друга професија, ние пред се сме граѓани, тоа има ефект врз сите нас и мора сериозно да пристапиме. Да, факт е дека се очекува од луѓето кои што ја превземале одговорноста, на кои што им била дадена довербата да работат, да размислуваат како да го подобрат секојдневието, па и во делот на загадувањето, така што тоа е наша обврска и од тоа не отстапува. Да, мислам дека и граѓаните се свесни дека овие проблеми не се решаваат преку ног, меѓутоа она што се најавува како решение, бидејќи досега вакво нешто, односно ваква идеја за решавање на овој проблем не е слушнат, па и да почекаме некоја година, мислам дека ние како народ сме спремени само да се реши овој проблем со загадувањето, меѓу кои што премиерот Мицковски вели дека одредени поединци профитираат во целава ова приказна со загадениот воздух, а кога сме веќе кај тоа што прават одредени поединци, се наметнува прашањето за борбата со корупцијата. Односно, вие како владен ден од стратешките принципи, односно цели вие токму борбата со корупцијата. Од она што можевме да го видиме од ревизорските извештаи, сликата во јавноста дека речиси да нема институција каде што не е направен огромен хаос и со самата институција, меѓутоа и со луѓето кои што се вработени. Еве, например, она што на граѓаните секогаш им е болна точка е токму проблемот со корупцијата. Меѓутоа, еве ако направиме една споредба со останатите држави во регионот, например, денеска една од главните вести беше дека е опсен министерот за здравство во Хрватска. Веќе има и дека е покренато обвинение за него. Меѓутоа, изминативе години ние видовме низа на скандали, меѓутоа не видовме никој да сноси одговорност. Граѓаните очекуваат одговорност. Како очекувате ли вие како влада да имаме некоја одговорност за сето што се случуваше? И на кој начин ќе се бориме со корупцијата? Апсолутно да. Прво морам да кажам дека бев една од луѓето кои што навистина јавно критикуваа, зборуваа, објавуваа скандали во делот на претходното владење на власта и повикував на одговорност пред граѓаните, сите ветувавме одговорност и од тоа сега не можеме да кажеме, видете, зборевме што зборевме, но сега немаме решение. Напротив, сериозно сме посветени на оваа тема. Борбата со висок криминал и корупција е врвно на приоритетите. Но со што се соочуваме ние? Изминативе години, оние поединци кои што ги споменувате, оние политичари кои што се навикнати на водење на политика дневна, наместо на суштина, се добро инсталирани во институции кои што треба да се погрижат за справување со криминалот и корупцијата. И тука некако граѓаните чувствуваат дека многу бавно можеби се одвиваат процесите, сакаат брзи резултати, сакаат нешто опипливо кое што ќе го видат дека се работи. Во таа насока морам да ви кажам дека за прв пат гледаме како врховен судија подлежи на одговорност. До сега тоа не беше случај. За прв пат гледаме дека полицијата е во рамки на одржување на безбедноста на граѓаните и се справува со криминалот внатре во институцијата, кој што многу години бил инсталиран и бил толериран од причини само ним познати. Денеска имавме една таква изјава од министерот за внатрешни работи, каде што видовме како луѓе кои што се дел од тоа министерство, кои што практично требале да бидат на врвот на приоритетите и на луѓето кои што ќе се борат против истото, биле дел од една таква мрежа за издавање на дозволи за оружје, кои што немале целосна документација и кои што биле надвор од законските обврски. Многу постапки од истите бараат време за собирање на документација. Но што можам да кажам? Дека со текот на времето и со постапките кои што ќе ги превзимаме како влада, ќе се види дека имаме честна намера да се справиме со криминалот и корупцијата и дека тоа не го зборевме за политички поени, ниту пак ќе работиме на скандали и на
правење на спектакли од тоа, само за да перцептивно створиме кај граѓаните мислење дека ние сме влада која што превзема одговорност. Цениме дека треба да напуштиме едно такво време во кој што со спектакли се случуваат такви работи, од одговорност немаше од никого. Цениме дека треба вистински да се посветиме со честна намера и секој оној кој што се огрешил пред законот, а имал висока позиција, имал одговорност пред граѓаните, треба да одговара. Така што да, можеби правдата е понекогаш спора, меѓутоа имаме цел истата да ја донесем. Кажам на почетокот дека веќе ви навршува петтиот месец како влада, како ги превзевте институциите. И сега додека изминативе години од партиите се менуваа, една доаѓаше, друга одеше на власт, една партија беше константна со една мала пауза некаде од 2006-2008 година. Тоа е Демократската унија за интеграција, која што сега откако замина во опозиција, некако многу стануваат гласни, држат пресконференции, па дури повикуваат и на предвремени избори. Заедно со оние кои што треба да се случат локалните во 2025 година. Најавува и некои протести во есенва, меѓутоа еве веќе се наближуваме кон зимата, меѓутоа нема ништо од тоа. Па која е стратегијата на ДУИ сега? Што прават тие во моментов, имајќи предвид дека доаѓаат таквите барања за предвремени избори, иако нема ниту атмосфера, ниту пак во моментов има некои најави за такво нешто дека може да се случи 2025 година? Демократската унија за интеграција има проблем да се соочи со фактот дека е замината во опозиција и дури им беше тешко и да поверуваат дека воопшто ќе се случи тоа, па има однос кон граѓаните и кон станатите политички субјекти во државата дека се е менливо сем ДУИ. Напротив, го покажавме токму спротивното, затоа што ценевме дека прво поради огромните скандали кои што беа поврзани со нивната политичка партија во рамки на владењето, беа нешто кое што мораше да запре, а од друга страна потребно е да се случат и некои реформски процеси во таа политичка партија, затоа што луѓето кои што биле на високи позиции се би кажала дел од едно неубаво сеќавање кај сите граѓани. ДУИ користи реторика на наводно силна опозиција, обедината, која што е спремна за избори, но мислам дека состојбата и ситуацијата не е навистина таква. Креираат теми кои што се надвор од реалноста, тие не можат да се помират со фактот што владата наместо да се занимава со нивните предлози кои што ниту имаат цел, ниту имаат суштина, работи на подобрување на животниот стандард на граѓаните и некако од ден за ден измислуваат теми кои што сакаат да бидат во јавноста. Дали станува збор за протести, дали станува збор за предвремени избори, дали би станувало збор за некакви уцени кои што се случувале, за диктирани пресуди на Уставен суд и така натаму, при тоа не гледајки дека со таквите чекори повеќе губат кај сопствените, би кажала, гласачи, отколку што добиваат од граѓаните. Мора да сме сигурни дека во рамки на таа политичка партија се случија многу погрешни политики, дека ја изгубија довербата, дека беа едни од главните причинители за целото иселување и недоверба кој што се случи од граѓаните во политичарите и едноставно не сметам дека треба да се занимаваме со темите кои што тие сакаат да ги пласираат во јавноста. Како влада имаме навистина фокус за работа во проектите, има многу ситуации и состојби кои што треба да ги промениме, она што е заглавено, она што не се работело, што не се правело, да размислуваме за некои нови политики и мерки, така што ова ќе го оставиме на страна. Јас би сакала само уште едно прашање кое што го актуализира ДУИ, а тоа е дека се врши етничко чистење на албанците од институциите. Комплетно погрешна теза на Демократската унија за интеграција, доколку тие беа навистина загрижени за едни такви состојби, поинаку ќе делуваа во рамки на своето владење. Напротив, мислам дека токму ДУИ е политичката партија која што најмногу ги подели состојбите кај албанците, така што ниту се случува тоа за што тие говорат, напротив, ние се трудиме навистина да размислуваме без етничка припадност кон граѓаните на Македонија. Да размислуваме за тоа дека секој е еднаков пред законите, да размислуваме дека секој има право подеднакво на работно место, без разлика на неговата етничка припадност, дека треба да размислуваме за мерит систем и дека така едноставно ќе ги промениме состојбите. Маката на секого е иста, и на македонецот и на албанецот, така што не би навлегувала во такви тези кои што се обидуваат да ги
пласираат. Од таа насока и се одвива и претпоставам соработката во владата, каква е кохезијата, имате представници од сите етникуми, добро функционираат? Да, можам да ви кажам дека коалицијата функционира во рамки на владата одлично, дека како политички партии секогаш сме биле спремни да водиме политички диалози, да разговараме и за тоа што се согласуваме, но и за она за што не се согласуваме, но на крајот одлуките и мерките кои што се донесени да бидат заеднички став на владата, да немаме какафонија во изјавите, да имаме една единствена цел, а тоа е како на сите граѓани да направиме оваа држава подобро место за живење. Тоа е главната цел. Сите работиме фокусирано на тоа, така што не верувам дека би имало било какво отстапување од оваа насока. Во таа насока и буџетот, нели, за следната 2025 година, кога дојдовте на власт, министерката беше тука каде што бевте вие, разговарав со нејзи, буквално беше фрапирано тоа како е оставен буџетот само за 6 месеци, односно планиран бил буџетот за 2024 година, се извинувам, за само 6 месеци. Сигурно многу се работело за да може да се изоди годината до крај. И сега во собрание деновиве актуелна токму расправата за буџетот за 2025 година. Во фокус се различни сектори како што е нормално, меѓу кои 50,5 милиарди денари за капитални инвестиции. Но што друго предвидува буџетот, односно каде ќе се фокусира енергијата во 2025, зборувам за она финансиската енергија која што треба да обезбеди и подобри услови за живот, меѓутоа и секојдневие за граѓаните. Ке се навратам на онаа констатација во однос на креираниот буџет за 2024 година за 6 месеци, од причина што во моментот на креирање на ребалансот на буџетот бев дел од собранието, па имав можност одблиску да ги погледнам работите и да бидам присутна на самата дебата и едноставно тоа беше просто неверојатно за сите нас како е возможно било кој без разлика дали имал предчувство или немал во однос на продолжување или не продолжување на влијанието на владењето да размислува само и исклучиво во сопствена корист. Да подпишува колективни договори кои што не може да ги реализира, да не предвидува основни плати за институциите за да можат работниците да си ги земат своите плати и ред други состојби. Сега буџетот за 2025 година би кажала прв буџет на оваа влада и е направен по сосема нов концепт. Ги спомнавте оние 50 милиарди во делот на капиталните инвестиции. Морам да ви кажам која е клучната разлика. Ако ги погледнете буџетот од претходната година или од тие пред неа, ќе видите дека таму има навистина ставки за капитални инвестиции, меѓутоа што значило капитална инвестиција за власта на СДС и ДУИ, дека ќе направат трансфер на средства од една во друга институција, каде што таа институција ќе има во можност да има ликвидност, да може да обезбеди плати на работниците и тоа во буџетот го ставале под ставка капитални инвестиции, што практично е малку зачудувачки. Затоа што тоа де факто е трансфера, не капитална инвестиција. Сега кога зборуваме ние за капитални инвестиции, навистина мислиме на она што на граѓаните ќе им донесе подобар живот. Тоа се автопати, тоа се изградба на градинки, на училишта, на канализациони, на водоводни мрежи, на многу објекти кои што ќе придонесат за развој и на индустријата, но и на градежништвото, но и на работната сила во целина. Така што имаме навистина буџет кој што е проектиран на реални бројки, буџет кој што скратува во делот на непродуктивните трошења. Ги слушам дебатите во рамки на собранието кои што се одвиваат изминативе денови. Она што беше можеби најмногу шокантно, а ќе го поврзам повторно со криминалот и корупцијата и институциите кои што се надлежни да се справуваат со тоа. Бидејќи во минатото од рамки на опозиција доста често го следев собранискиот канал, никогаш во рамки на дебата за буџет не ги забележав председател на Совет на јавни обвинители, на судски совет или пак јавниот обвинител да бидат присутни на дебата за буџетот и да ги кажат состојбите онака како што тие ценеле во моментов, што пак сега по промената на власта можев да забележам дека беа присутни на дебатата. И тоа е во ред, можеби ќе отвори дилема, па граѓаните нека пресудат која била и дали воопшто имало некаква цел. Од друга страна,
токму истите тие лица за прв пат кумулативно добиваат 10% зголемување во рамки на буџетот, нешто што навистина го бара, нешто што кажуваат дека им е неопходно за работа, а повторно велат дека овој буџет не бил во рамки на нивните очекувања. Така што имаме состојби на креирање на нереални и пласирање на нереални бројки и податоци пред граѓаните од страна на опозицијата. Се надевам дека во овие денови, додека трае расправата, ќе успеат да ги убедат дека носењето на буџетот зависи од сите, дека треба да дадат поддршка затоа што е развоен и затоа што е прв на нова влада со нов концепт кој што предвидува и зголемен економски раст и стабилизација на инфлацијата од 2,2%. Така што верувам дека ќе предвидиме една економска стабилност и за бизнисот, и за граѓаните, и дека ќе имаме раст на економијата во целина. Социјалдемократскиот сојуз ве критикуваат и ќе се навратам на оние 6 месеци на сопланиран буџет за 6 месеци во 2024 година, затоа што на пресконференција излезе лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, кој што вели дека бил овој буџетот за 2025 бил недомакински, неразвоен и нереален. Би сакала чисто како влада, мислам, како гледате на сите овие случаи, бидејќи да, опозицијата е тука да критикува, тоа е во суштина и функцијата на опозицијата да дава некоја противтежа на власта во сите, меѓутоа тоа да е конструктивна критика. До каде ќе оди Македонија доколку добива вакви критики, имајќи предвид дека сите сме свесни дека токму владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и дуи имаше планирано буџет за само 6 месеци. Многу е разумно прашањето, сосема на место и комплетно се согласувам. И никогаш не сметам дека демократијата треба да биде едната страна да кажува што да се прави, другата немо и слепо да го поддржува истото. Секогаш е добре дојдена за оваа влада критиката, но во рамки на конструктивна дебата, не во рамки на грабање на политички поени. Тоа е можеби најлесниот дел да го направите, да седнете да најдете состојби кои што ќе ги пласирате во јавноста без разлика што истите не се вистините, без разлика што сте оставиле економска состојба во рамки на државата онаква каква што сте оставиле, дно, сте оставиле институции кои што се нефункционални, сте биле на власт 7,5 години, сте имале можност за перфектни политики, сте ја практицирале власта, не сте направиле ништо и да дојдете да пласирате такви информации во јавноста, говори за фактот дека тука ние не зборуваме за суштината, туку некој се обидува да презентира состојба каква што немаме во реалноста. И не е добро, не е здраво ниту за општеството, и тоа е најважно, но не е здраво и за нив како политичка партија, во која пред се треба да постои една структура на пласирање на податоците. Јас ќе ве потсетам дека нивниот председател одржа пресконференција во рамки на собранието со предлог за зголемување на минималната плата, а пресметката во пресконференцијата беше погрешена. Процентите со кои што располагаше беа различни од онаа пресметка кога ќе ја направите. Така што да, затоа перцепцијата на јавноста, но што се пласира во јавноста е понекогаш, мислам, јавноста е многу зрела, демократски свесна, се е тоа точно, меѓутоа понекогаш ваквите информации доаѓаат како пласирање на лажни вести, да се потсетиме дека токму Социјалдемократскиот сојуз зборуваше за тоа и нас како Алфа телевизија не критикуваше за, односно имаше сериозен лош став кон новинарите, кон тоа какви вести кои не им се допаѓа се пласира. Па да, тоа е добро познат метод на функционирање на таа политичка партија и не е случајно што резултираше со онолку број на гласови колку што резултираше на последните избори, но од друга страна морам да ве кажам дека наша обврска е и како владеачко мнозинство во рамки на собранието, но и како влада да се трудиме секогаш да бидеме отчетни и транспарентни пред граѓаните. Не можеме да дозволиме такви невистини да бидат дел од јавноста, ние да велиме не е точно и да завршиме тука. Не секогаш зборуваме со аргументи, со бројки, со конкретни проекти, со конкретни политики. Граѓаните со текот на времето ќе можат и сами да проценат дали некоја зборува или не ја зборува вистината. Времето најдобро ќе работи за оние кои што се на вистина посветени и сакаат да го реализираат тоа што го ветил. Така, направиме тука една кратка пауза за реклами, ќе се вратиме повторно назад во студиото, ќе зборуваме за инвестициите, за оно што е планирано за да се развие и економијата, меѓутоа и да се подобри секојдневниот живот на граѓаните. Кратка пауза, па се враќаме назад во студиото.
Добре дојавте назад, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот со Марија Митева, портпаролот на владата. Токму од владата денес имаше одредена средба и со која што се отвори соработката со невладиниот сектор. Во која насока ќе се движи оваа соработка и како е планирано токму владиниот и невладиниот сектор да функционираат секако за подобрување на целокупниот живот? Па цениме дека треба пред се да го развиеме диалогот. Од она што го слушнавме, од она што не беше презентирано е дека изминативе години имало застој во тие процеси, односно дека воопшто и не се одвивал тој диалог. Во рамки на програмата за работа на владата имаме предвидено дека еднаш во годината ќе се одржува таа годишна конференција за соработка помеѓу владата и граѓанското општество, на која што ќе го развиваме диалогот. Таква една одржавме веќе денеска, но од следната ќе почнеме со конкретни мерки и политики за тоа што направила владата, а што направиле граѓанските организации. Клучно е според нас да ја вратиме меѓусебната доверба и соработка, да размислиме кои се конкретните чекори кои што ќе ги превземеме, затоа што ние имаме, би кажала, размислување дека можеби во минатото многу често се одржува некаков тип на годишни конференции, на форуми, на саеми на кои што само се зборуваше дека нешто треба да се направи или дека нешто не чини или чини, но понатаму немавме follow-up или следење, односно реализација на конкретни мерки и идеи, така што размислуваме во таа насока. Секогаш сме подготвени да слушнеме мислење од граѓанските организации во делот на конкретни мерки и политики. На истата таа годишна конференција учествуваа и министрите за образование и наука, за дигитализација, за локална самоуправа, за култура и туризам и за животна средина и просторно планирање, каде секој во рамки на својот делокруг и во рамки на граѓанските организации кои што се занимаваат со проблематика која што ја покрива тоа ресорно министерство, успеа да разменат мислења по однос како да ги подобриме состојбите. Сакаме да имаме вклученост, сакаме да имаме диалог кој што е аргументиран, сакаме да слушаме предлози кои што се реални и возможни да се имплементираат. Она што беше искажано како став од страна на владата е дека секогаш и сите знаеме како да направиме добри мерки и политики со многу пари и со многу средства. Меѓутоа потребно е понекогаш да размислуваме како со она што го имаме на располагање во рамки на буџетот да успееме да реализираме дел од она што е замисли, што ќе донесе општо добро за сите граѓани. Ова е практично соработка која што е поддржана од Швајцарската конфедерација. Амбасадорката имаше и конкретно излагање во делот на програмата која и што опфаќа детали од истата и колку се важни. Суштината на истото е да видиме како преку буџетот ќе можеме целосно да го превземеме финансирањето на граѓанското општество, кое што на вистина ќе биде од една страна помош и на владата, но и ќе донесе добро за сите граѓани. Така што ме радуваат вакви иницијативи, ме радува фактот што владата знае да ги води диалозите, што има посветеност и останува сега на нас и на институциите да покажеме на дело како ќе работиме. Има ли заинтересираност од невладиниот сектор за оваа соработка? И во кои области најчесто би се одвивала таа соработка? Од она што го имам како податок, од пратена отворена покана до 270, мислам, граѓански организации, присуствуваа негде околу 250, да не бидам конкретна во бројките затоа што немам точен податок, што самото по себе покажува колку граѓанското општество и граѓанските организации се спремни да видат со што ќе се соочат со новата влада, и тоа за нас како влада е доволен показател дека довербата на самиот почеток е огромна. Треба да се работиме, да ја одржиме и тоа да прерасне во сериозна соработка. Имаше заинтересираност во многу од ресорите, како што ги напомнав, особено во делот на образованието и науката, во делот на животната средина и просторното планирање, во делот на дигитализацијата, која што навистина ни е важна од повеќе сегменти, и повторно ќе се вратам на борбата со криминалот и корупцијата, можеби најмногу и во тој дел. Така што сите тие проекти и мерки кои што ги работат ресорните министерства беа предложени и презентирани и се развина вистина еден добар диалог таму. Се надевам дека сите учесници беа задоволни од она што како влада имавме да го понудиме на оваа наша прва средба. Како влада, од она што може да се види дека враќате довербата и кај странските инвеститори, имајќи предвид дека изминативе години
останатите земји меѓу и Србија ни го зедоа приматот кога станува зборка и станарските инвеститори, па тие повеќе одлучуваат да инвестираат во други соседни земји отколку кај нас во Македонија. Што се смени сега, имајќи предвид дека видовме неколку странски инвестиции кои што најави инвестиции, започна инвестиции, со што ќе ги привлекувате странските инвеститори? Која е стратегијата за привлекување на странски инвеститори? Дали покрај странските инвеститори ќе се ангажираат и недомашните, односно да има и домашно инвестирање? Клучно за да една држава биде атрактивна во делот на странски инвестиции е да има владење на правото, добро развиена инфраструктура, да има добра работна и спремна работна сила, зборам од аспект на добро образование, и сите тие сегменти кога ќе ги споите во едно, станувате поатрактивни како држава за странските инвеститори кои што ќе сакаат да вложуваат овде кај нас. Да, факт е дека во минатото бевме лидери во регионот по странски директни инвестиции по глава на жител, но последниве години сме блиску до дното, а многу пати се најдовме на како последни на таа ранг листа. Сега, прашањето што се смени, прво ценам дека некако стабилноста која што ја гледаат во владата е можеби првиот показател за истото, затоа што не станува збор за влада која што договара едно на средбите, а во однос на реализација затајува или ја нема никаква. Не е влада која што размислува како од истото лично ќе профитира, туку кој е бенефитот за поголема група, односно за сите граѓани, која што има една стратегија на водење на економија која што значи стабилност и предвидливост за бизнис секторот. Немаме политики кои што ден на ден се менуваат, немаме политики кои што ги носиме во рамки на собранието како стратешки документи, инвестиции кои што потоа никаде ги нема, а од средствата на буџетот се одлива милионски суми на пари. Туку имаме влада која што сериозно разговара, кажува кои се нашите можности, како можеме да учествуваме како држава, како влада и што очекуваме од инвеститорот. Така што градиме партнерски однос со секој од спротивната страна. Само во изминативе 5 месеци имаме објавено 8 странски инвестиции, што е доволен показател за тоа каква е посветеноста. Многу пати ќе слушнеме од опозицијата дека тоа биле странски директни инвестиции кои што таа ги договорила, но еве јас искрено жалам што на многу работи предходната влада имала можност можеби да ги отпочне затоа што имала систем кој што функционирал, но никаде не видовме реализација. Така што остануваме посветени на сериозно размислување како да ја направиме Македонија атрактивна за странски директни инвестиции. Се разбира, ги споменавте и домашните компании и фокусот кој што го имаме на истите, затоа што не можеме да заборавиме на домашните компании кои што се дел од економијата во целина. И тука би заклучила дека можеби треба да размислуваме за некоја стратегија, за некој начин на функционирање во делот на инвестициите во целина, за да имаме еден унифициран систем по кој што ќе се водиме. Слушавме многу често дека имаме премногу голем број на институции кои што се надлежни за менаџирање на процесите со странски директни инвестиции. Имаме дирекцијата, од друга страна имаме државна помош која доаѓа директно од владата и некако делуваме неунифицирано и сите тие бирократски процедури понекогаш ги тргаат на страна или ги предомислуваат потенцијалните инвеститори да инвестираат. Работиме на овие состојби, работиме да изнајдеме едно вистинско решение кое што ќе ги сублимира сите институции можеби во една и од таму ќе биде полесен и диалогот, но и процесите ќе може да ги следи една институција која што ќе биде комплетно посветена само на таа работа. Имено и во рамки на предизборието ветувавме дека ќе се обидеме да ги систематизираме институциите кои што во голем дел биле премногу, а не функционални и да ги направиме сега функционални. Кога станува збор за случувањето односно на оно што треба дома да се направи, од една страна да, стабилноста значи привлекување на странски инвестиции, меѓутоа генералната стабилност во институциите значи доверба на граѓаните во истите и чувството да се односно чувствувањето безбедни во сопствената држава. Меѓутоа една од најболните точки во македонското општество е здравството. Таму видовме голем број на скандали кои што
може да се каже дека и до ден денес голем дел не ни стануваат, не ни се верува дека се случиле како што е скандалот на онкологија, колапсот на клиниката, кој што буквално клиничкиот центар престана да работи. Врвни професионалци си одат од јавното здравство во приватното, иако врвни професионалци остануваат се уште и работат тука и го крепат јавното здравство. За жал не видовме никој да си сноси одговорност за скандалите, меѓутоа ајде да го трнеме тоа на страна, се надеваме дека институциите ги се работат секоја во својот домен својата работа. Меѓутоа како ќе вратите довербата во здравството, имајќи ги предвид сите овие работи што ги набројав, и секако искорешните случувања како што се случувањата на детската клиника, без разлика да ниту еден човечки живот е тешко да се изгуби, меѓутоа кога станува збор за деца, болката е уште поголема. Па како ќе се вратиме довербата на граѓаните, бидејќи најголем дел од граѓаните не може да си дозволат да одат во приватно здравство, туку и јавното здравство е тоа што на сите ни е потребно. Анастасија, мислам дека многу од граѓаните во определен момент ќе речат најлесно е да го кажете тоа, направете го да видиме на дело. И мислам дека делата секогаш зборуваат повеќе од било што ќе биде кажано, ветано, а не реализирано. Мојот одговор на ова прашање би било дека само преку работа ќе успееме да покажеме дека можеме да изградиме систем кој што функционира и кој што без разлика која влада ќе биде во иднина на челната позиција и ќе раководи со институциите, ќе има систем. Верувајте ми дека институциите во моментот немаат систем на функционирање. Ние можевме преку случајот кој што го напоменавте да видиме дека никакви протоколи во онкологија не биле почитувани. Што ви вели тоа? Дали некој изградил систем на тоа како ќе се зима, прима и предава Па го имало като системот кој што завршил во Апсолутно. Во подум. Апсолутно да. И тука се отвараат многу прашања. Прво, посветеноста на оној кој што ја менаџира институцијата. Начинот на кој што ги мотивира луѓето кои што се во рамки на институцијата да го дадат својот максимум на чесен начин. Многу долго поединци, особено во делот на здравството, затоа што мене ми е најтешко да говорам за здравството во целина, затоа што многу од тие луѓе од многу од нив зависат нашите животи и многу од нив се чесни, посветени. Апсолутно, затоа луѓе огромни професионалци имаме ние во јавното здравство и фала му на Бога што се тука и зашто можеме да се и мислам дека да не се тие работата ќе биде многу посериозна, да не се тие да го крепат системот. Комплетно се согласувам, но постојат поединци и групи на луѓе кои што сметаат дека можат секаде и се да биде дозволено за нив. Решаваме дека таков пристап нема да имаме. Навистина, здравството е ресор кој што е според мене еден од најсензитивните и ресор на кој што треба особено да се посвети внимание, како вложување во медицинска опрема, вложување во медицински кадар, вложување во системи кои што се веќе светски применливи да ги донесеме дома. Да можеме да имаме една нормална функционалност на здравствениот систем во целина. Размислуваме за изградба на клиничкиот центар, размислуваме за изградба на болницата во Штип, која што со години при готов проект ја оставија така да пропаѓа. Размислуваме на многу работи, тоа се многу големи проекти, секој во својот дел работи на реализација на истите. Верувам дека граѓаните се свесни дека за 5 месеци не може да изградиме нов клинички центар или веднаш да реконструираме болницата, но пробуваме да воведеме ред, да видиме што се правело и во фондот за здравствено осигурување, го слушнавме директорот за тоа, колкави суми биле испомпувани и не било работено согласно закон, ги видовме извештаите од Државниот завод за ревизија. Еве, малку надвор од темата, ја имавме изјавата денеска од министерот за транспорт и врски кој што вели дека Македонска пошта, која што пред неколку години се соочи со пожар, била планирана да стане ресторан со кабаре. Таков бил пристапот на владата претходно и природно е граѓаните да немаат доверба во системот, особено во здравството, каде што за жал многумина губат животи, но исто така и многумина излегуваат од таму со подобро здравје. Така што мора да работиме на ова, мора да размислуваме на стратегии.
Една од мерките која што во овие 5 месеци успеавме да направиме е да видиме што ќе правиме со статусот на специјализантите. Кажавме дека ќе имаме вработување на 600 специјализанти, работиме на тоа така што полека, чекор по чекор ќе ги враќаме работите во нормала, затоа што беа далеку од нормалата. Остануваме како држава посветени на европскиот пат. Очекуваме да видиме што ќе се случува понатаму, имајќи предвид случувањата во Бугарија, изборите и нестабилната влада која што веќе повторно ќе станува проблем. Меѓутоа и покрај тоа што им се случува кај нив како држава, неможноста веќе неколку изборни циклуси да формираат стабилна влада, воедно се стабилни, тоа се во ставовите за Македонија. За разлика од нас, ние тука не успеавме една кохезија да направиме кога станува збор за една заедништво, кога станува збор за прашањето за нашата држава. Колку е потребно да сме како држава обединети, колку е потребно вие како влада да останете цврсти на оние ставови кои што и на довербата која што меѓу другото ја добивте од граѓаните? По однос на тоа прашање, промена во позициите и ставовите немаме и ценам дека успеавме тоа да го докажеме и во едноминато време од рамки на опозиција во собранието и од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН во тоа време, делувајќи од опозиција и жестоко искажувајќи го ставот, кој што за жал не најден на слух од тогашната власт, затоа што сметаа дека едноставно тоа што го прават е најдобро, затоа што одбива да зборуваат за Европската унија, од друга страна да ни ја крадат државата, но тоа време заврши. Проблемот стои на маса. Тоа е клучно во овој момент. Сега наше е да одбереме дали ќе го игнорираме проблемот или дали ќе се обидеме со сите механизми на достоинствен начин, со достоинствено решение, да најдеме излез од проблемот кој што го остави претходната влада. Оваа влада единствена стратешка цел по однос на Европската унија не останува не променет ставот дека Македонија треба да биде рамноправна членка со сите останати земји, но начинот на кој што тоа ќе се направи е многу поразличен од оној кој што тие го нудеа и од проблемот кој што го создадоа. Така што да, обединување по однос на ова прашање треба. Ние јавно како влада зборувавме и кажавме дека кога ќе има било какво помрднување по однос на преговорите, по однос на потенцијално решение, по однос на било каков диалог, јавноста, вклучувајќи опозицијата, ќе бидат први кои што ќе бидат информирани за истото. Новата 2025 година веќе за некој месец и пол, но би сакала да ве прашам во изминативе 5 месеци горе-доле, колку што да заокружиме колку сте вие како нов владин состав, се соочивте со доста предизвици, мајќи предвид во каква состојба ги затекнавте институциите. Што би беше можеби најголем предизвик во изминативе 5 месеци да доведете во ред? Каде најмногу се соочивте со предизвик? Едно од најтешките прашања кои што ми ги поставивте вечерва е токму ова, затоа што ми е тешко да определам кој беше најголемиот предизвик, затоа што беа многу. Ако треба да го дадам моето лично мислење, ќе кажам дека консолидацијата во рамки на буџетот, во рамки на финансовата рамка на функционирањето на државата некако беше можеби најголемиот предизвик, затоа што за да работите, за да функционирате, за да обслужувате граѓани, за да бидете функционални, да имате систем, да можат сите работи да течат непречено, потребни ви се финансиски средства за да можете да ги менаџирате тие процеси и ајде еве јас лично ќе го земам тоа како еден од најголемите предизвици. Но верувајте ми дека секаде во секоја институција нефункционалноста на системот беше, би кажала еве како втор предизвик, затоа што ние не затекнавме институции кои што некаде функционирале, па во одреден дел потфрлиле. Буквално институциите беа оставени во пропаст. Буквално имаше премногу проекти, премногу работи кои што беа заглавени. И замислете сега, наместо вие да имате чист почеток со кој што започнувате проект, го реализирате
и го завршувате, вие сега работите на проекти кои што многу години наназад биле заглавени во опозиција. Рачунете, се промениле закони, се промениле состојби, се промениле структури, се промениле многу фактори кои што сега треба да направат промени во самиот проект, во самата работа. Ќе треба да најдете како да го изменаџирате тоа, ќе се најдете пред носење на одлука, ништо ќе го оставиме и ние ова вака или ќе продолжиме да се бориме. Така што еве, ќе ги определам овие два, можеби консолидација во рамки на буџетот и ребалансот кој што го имавме и изнаоѓање начин како да профункционира целиот систем на институциите. Имајќи ги предвид сите овие предизвици, што сметате дека е ваш најголем успех како влада во изминативе 5 месеци? Справување со овие две работи кои што ги напоменав, реализирање на ветеното, затоа што имаме многу делови од програмата кои што во предизборието ги ветувавме, а веќе за само 4 месеци се реализирани. Ќе ги споменам овде зголемувањето на пензиите. Многумина од луѓето кои што беа дел од власта, а сега опозиција, велеа дека тоа е предизборно мамење на гласачите, но се покажа спротивното. Успеавме да најдеме начин како истото да го реализираме. Зборувавме дека навистина ќе се посветиме на образованието. Еве имаме веќе долгорочен план за зголемување на платите на наставниците. Ќе видите во царината дека имаме зголемени приходи, што значи поголема контрола. Ќе видите во управата за јавни приходи дека истото се случува, што значи намалување на сивата економија и дека законите подеднакво важат за сите. Имаме справување со криминалот и корупцијата, покренати се состојби, покренати се случаи, така што секаде помалку имаме некакво помрднување. И за мене тоа е најголемиот показател дека сме силно посветени на остварување на се што е ветено. Само така и на ниеден друг начин ќе ја вратиме довербата на граѓаните. Ако 2024 година, веќе овие изминати месеци, беше година на која што се обидовте да закрпите и да ставите фластер, ако може така да се каже, таму каде што тичеше крв, па да почнете од некаде, каква ќе биде 2025 според вашите проценки како влада? Што може граѓаните да очекуваат? Можат да очекуваат инвестицијски бум кој што ќе се работи на вистина со голема паре од страна на сите ресорни министерства. Ќе имаме буквално помрднување и капитални инвестиции од сите министерства. Ќе размислуваме на тоа како директно да го подобриме животот на граѓаните. Ќе се справуваме со криминалот и корупцијата и можам да ви кажам дека 2025 година ќе биде година во која што граѓаните ќе ја почувствуваат таа надеж повторно дека може и Македонија да биде навистина достоинствена држава во рамки во која тие живеат. И да не заборавам да прашам во врска со она што следи во 2025 година, тоа се локалните избори. Сигурно ќе почнат кампањите, пред кампањите наскоро, некаде кога ќе завршат празниците после кога ќе влеземе во 2025 година, но она што за разлика од претходната влада може да се забележи кај ова, дека имаме голема поддршка на локалната самоуправа, без разлика дали станува збор за градоначалници од власта или од опозицијата. Колку поддршката на владата за локалната самоуправа и давањето ветер во грб кога станува збор за круцијални проекти, меѓу другото и оние апликациите за проектите кои што ги повика владата да аплицираат општините, ќе е значено и за секојдневниот живот, бидејќи вистинскиот живот на граѓаните се случува на локално ниво. Да, и многу е битна централната власт за крупните проблеми, меѓутоа секојдневниот живот е пред се, нели она што секој ден се соочуваме на локално ниво. Мојот став е дека првиот допир кој што граѓанинот го има со политиката е преку локалната самоуправа, затоа што тука гледа како функционираат состојбите согласно човекот кој што ја предводи таа институција, колку е достапна институцијата, колку е отворена, транспарентна и колку истата вложува. До денеска имено беше рокот за доставување на документацијата во однос на проектите кои што ќе бидат финансирани од страна на владата кон општините. И за таа цел сметаме дека треба да завршиме со состојбите кои што не смеат да бидат тема на 21 век, а тоа е дека не смееме да имаме населено место кое што ќе биде без канализациона, водоводна мрежа и основни екзистенцијални потреби кои што на секој граѓанин му се потребни, и сакаме да ги завршиме тие процеси кои што се навистина големи, кои што им предизвикуваат голем проблем за функционирање на нашите сограѓани, така што да,
фокусирањето на владата кон општините е само во таа насока, да помогнеме колку повеќе можеме, да имаме опипливи проекти и мерки до секој еден граѓанин, да почувствуваат работата која што навистина е важна, а од друга страна да им обезбедиме основни средства и можности за достоинствен живот. Да, идната година се редовните локални избори. Јас сум сигурна дека и како политичка партија ќе успееме да покажеме дека работењето на градоначалниците изминативе 4 години беше со искрена честна намера, дека се направија многу голем број на проекти, се реализираа програмите веќе во втората или третата година 100% од она што било ветено на изборите и плюс се направило нешто што не е ветено. Тоа ќе биде нашата, би кажала, состојба во која што ќе се движиме, да понудиме што дополнително ќе направиме и секако да избереме личности кои што се најсоодветни за сите општини. Благодарам многу за вечерашното гостување, сите одговори кои што ни ги даде вечерва. Јас ви благодарам многу за поканата. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на емисијата За или Против. Ви посакувам да имате убав остаток од вечерта и секако убав викенд пред вас. Останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.